Општина Виница ќе додели финансиска помош за граѓаните на Турција и Сирија, кои живеат во подрачјата што беа зафатени од неодамнешните катастрофални земјотреси. Во рамки на буџетските можности на локалната самоуправа, обезбедени се 150.000 денари. Одлуката за помошта беше единствена точка на дневниот ред на 17-та воредна седница на Советот на општината. Пред почетокот на седницата, советниците им оддадоа едноминутна почит на сите загинати во елементарната непогода во двете држави. Предлогот за доделување на финансиската поддршка беше по иницијатива на советничката група од опозицијата, а кратко образложение даде советникот Гоце Милевски. Елементарна непогода е нешто што е најтешко да се случи на некоја држава и општо на било кој и на семејство и материјална штета, така да ние како луѓе и како советници и како граѓани на општина Виница треба да излеземе во пресед, да помогнеме колку што можеме на овие две држави, на Турција и на Сирија, со оглед на тоа дека имаме избратимен град во Турција, имаме население од турско национално малцинство тука во Виница и во целата држава. Го дававме овој предлог, се надевам дека ќе го поддржиме едногласно сите советници. Предлогот е даден од наша страна, меѓутоа сумата која што ќе издвои општината е договорена заедно со консултации со градоначалникот и неговите стручни служби, така да доколку имаме можност можеме да помогнеме и понатамо било што. Сумата која што ја обезбедихме за да се даде, значи 150.000 денара. Секако било која сума да се даде е многу мала за таква голема катастрофа, меѓутоа како што напомнах и од сите нас, надевам се и од општината, кога ќе бидеме во подобра финансиска ситуација, да затоа што нема да заврши тоа таму, нити со материјални, нити со човечки жртви. Одлуката за доделување на финансиската помош беше донесена едногласно од сите советници. Истовремено беше изразено очекувањето дека поддршката за настраданите подрачја ќе проложи и понатаму. Исто така, како заклучок од вонредната седница на Советот на општина Виница, беше упатен повик до сите хумани граѓани да помогнат, зашто можат да ги искористат и телефонските броеви за донации, што веќе јавно се објавени. Општина Кочани ќе обезбеди финансиска помош за настраданите подрачја во Турција и Сирија, што беа погодени од катастрофалните земјотреси. Како што претходно беше најавено, во рамки на буџетските можности, предложено е да се одвојат вкупно 300.000 денари, од кои по половина од сумата да се подели за двете земји. На буџетската сметка, општината има определено резервни средства за вонредни потреби, што можат да се користат како солидарна помош. Предлог одлуката ќе ја разгледува Советот на општината на седница што е закажана за петок 17 февруари. Со оваа одлука се одобрува користење на финансиските средства од буџетот на општината, односно од постојаната резерва во износ од 300.000 денари, како помош за граѓаните на Република Турција и Сириската Арапска Република, што беа зафатени од серија земјотреси, од кои 150.000 денари за Република Турција и исто толкова сума за Сириската Арапска Република стои во предлог одлуката. Паралелно со помошта од општината, од територијалната противпожарна единица од Кочани најавија подготвеност да испратат своја екипа со пожарникари и возило, што ќе помага во расчистувањето на последиците од земјотресите. Во соработка со Општинскиот Црвен крст од Кочани треба да се обезбеди потребната опрема за престој на отворено во зимски временски услови за лицата кои ќе се вклучат во расчистувањето. Активностите ги координира Дирекцијата за заштита и спасување, а нашите пожарникари би требало да бидат дел од третиот конвој солидарна помош што ќе биде испратен од Македонија. Во меѓувреме течат и хуманитарните акции на граѓански здруженија и партиски подмладоци за собирање храна, постелнина, уреди за затоплување, средства за лична хигиена и други потреби, како и донациите на финансиска помош преку телефонските повици. Полицијата приведе 4 лица од Кочани, од кои 2 малолетници поради употреба на хероин.
Кај едниот малолетник биле пронајдени предмети кои што потекнуваат од тешки кражби во куќи, информира од Министерството за внатрешни работи. Според информацијата од Министерството, по преземени мерки и активности, полициски службеници од одделението за внатрешни работи од Кочани ги лишиле од слобода 32-годишниот СМ и 22-годишниот СА, како и двајца малолетници, сите од Кочани. На 14 февруари, околу 1 часот и 30 минути по полноќ, двајцата малолетници биле затекнати во домот на СМ, каде што тројцата заедно користеле хероин. При тоа, кај едниот малолетник биле пронајдени повеќе предмети кои потекнуваат од тешки кражби во куќи, кои тој ги сторил на подрачјето на Кочани. Кај другиот малолетник пак бил пронајден хероин, што тој го купил претходниот ден од СА. Подоцна со судска наредба бил извршен претрес во домот на СА и во близина на оградата во дворот биле пронајдени и одземени повеќе пакувања хероин, што бил подготвен за продажба, истакнуваат од полицијата. 4 лица биле задржани во полициската станица, а по целосното документирање на случајот против нив ќе бидат поднесени и соодветни кривични пријави. Празнично и весело со звуците на изворниот фолклор и поезијата беше во просториите на Општинската библиотека Искра. Пред присутните гости се чествуваше празникот посветен на заштитникот на лозарите Свети Трифун и на влюбените Свети Валентин. Активноста се реализираше во соработка со литературниот клуб Копнеш, чии членови се представија со пригодни творби во чест на празникот. Овој денешен ден го посветуваме на Свети Трифун и Валентин. Имаме доста спремано песнички и двојцата биле свештени лица и двојцата биле деградирани од режимите кои владееле во тоа време и двојцата биле заклани од нивните следбеници, така да има многу наслави за кажување. Творбите кои што ќе бидат представени денес кон членовите на литературниот клуб Копнеш се нивни авторски дела кои што секоја година поред, хронолошки како што одат настаните, изготвуваме билтен за сите нивни настани на литературниот клуб Копнеш, кој што се надеваме, ако смогнеме сили, оваа година ни е желба и приоритет сите нивни билтини, односно сите настани на крај на годината да ги публикуваме во еден алманах, во публикација која што ќе биде изготвена попрофесионално, која што ќе содржи, ќе има изготвен цип за неа, сигнатура и секако ќе се најде на полиците на нашата библиотека. Со чествувањето на празникот, библиотеката Искра ги почнува активностите од овогодишната програма за работа. При тоа беше најавено дека ќе се реализираат уште неколку настани, а литературниот клуб Копнеш ги почнува подготовките за одржување на поетскиот фестивал Мајски цвет, што и годинава ќе има регионален карактер. Членовите на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари ќе реализираат 5-дневна турнеја во Република Словенија, при што ќе имаат повеќе самостојни и фестивалски настапи во различни градови. Пред словенечката публика, како и пред многобројните македонски иселеници, тие ќе го представат изворниот фолклор од осоговијата. Гостувањето на нашите фолклористи е во рамки на проектот од годишната програма за работа, која доби финансиска поддршка од Министерството за култура при аплицирањето на годишните конкурси по одделни области и активности од културата за 2023 година, односно во делот на музејската дејност и заштитата на нематеријалното културно наследство. Од ансамблот велат дека покрај подготовките за јубилејниот фестивал по повод празникот Ѓурѓовден, активностите во текот на оваа година започнува со меѓународна турнеја. Заедно со збртимениот фолклорен ансамбл Биела од Херцег Нови Црнагора, до крајот на неделата ќе се реализира гостувањето во Република Словенија. При тоа фолклористите ќе имаат настапи во градовите Птуј, Марибор, Крајн и Есенице. Слободното време ќе го искористат за дружење и забави, како и за еднодневни екскурзии во Грац, Австрија и Трст, Италија, истакнуваат од раководството на ансамблот. Фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари годинава ќе биде организатор и домакин на 10-тиот меѓународен фолклорен фестивал на традиционални ѓурѓовденски обичаи, песни и ора.
Веќе се почнати подготовките за негова успешна реализација, а на тој начин ќе продолжи да се негува македонската култура и традиција, што повеќе децении е дел од програмските активности на ансамблот.